Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Граѓаните утре се спремаат за бојкот, маркетите за попусти. Градоначалникот на Прилеп во работна посета во Австрија за подобрување на социјалните услуги во Прилеп. Народниот театар Војдан Чернодрински ќе изведи представата По име Господин. Прилепска победа со голем гест. Тимот ќе одигра пријателски надпревар против Бешкими за собирање средства за прилепчанецот Виктор. Времето денеска топло со температури до 13 степени Целзиусови, за утре метеоролозите најавуваат дожд. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Утре граѓаните се спремаат за бојкот, а маркетите се спремаат за попусти. Бојкот на маркетите, попусти, кога цените се исти, се велат во паролите кои што деновиве се појавија во јавноста и на социјалните мрежи со кои се повикуваат граѓаните утре да не пазарат во маркетите поради високите цени на основните и прехранбените производи. Најавата за бојкот на маркетите дојде откако се појави веста за слични граѓански акции во регионот, во Хрватска, Босна и во другите држави. Како реакција пак, еден поголем Синџир маркети најави акција со попусти, што почнува на денот на бојкотот, утре. Најавата за бојкот најде на оправдување кај целата јавност, а поддршка доби и од политичките партии, и од властите, и од опозицијата. Инаку, според последните податоци од Сојузот на синдикатите на Македонија, синдикалната минимална кошничка овој месец изнесувала 63.252 денари, што споредбено со таа од декември минатата година е зголемина за 391 денар. На 4-члено семејство овој месец за храна и пијалоци му биле потребни 23.198 денари. Градоначалникот на Прилеп е во работна посета на Австрија за подобрување на социјалните услуги во Прилеп. Градоначалникот на општина Прилеп Борче Овчевски е во работна неделна посета на Република Австрија, заедно со представници од Центарот за развој и едукација од Прилеп, колеги градоначалници од повеќе општини од Македонија, представници на Министерството за труд и социјална политика, демографија и млади, како и директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Прилеп. Посетата е дел од проектот Трансформирање на глобалните социјални предизвици во реални локални активности, а целта е преку размена на знаење и искуства да се применуваат успешните практики на ова поле. Прилепска победа во хуманитарна акција ќе одигра пријателски надпревар за помош на прилепчанецот Виктор Николовски. Се работи за 26 годишниот Виктор кој мора да замине на итна операција во Турција и за кој прилепчани собираа средства. Победа реши да направи голем гест и да ја поддржи иницијативата за помош за собирање на донации.
Хуманитарниот надпревар победа ќе го игра против Бешкими на 4 февруари на стадионот Гоце Делчев во Прилеп. Прилепскиот театар вечерва ќе изведе представата По име Господин. Почетокот на представата е во 20 часот во Народниот театар Војдан Чернодрински, каде ќе биде изведена представата По име Господин од Филип Лоле во режија на Борис Василевски. Играат Димитар Ѓорѓиевски, Даниела Ивановска, Михајло Миленковски, Наталија Ристевска, Дарко Карбески. Временска прогноза. Времето денеска беше топло со температура до 13 степени Целзиусови. Утре метеоролозите најавуваат локални врнежи од дожд кои ќе бидат проследени со ретки грмежи. Во сабота времето ќе биде стабилно, а во недела попладне во текот на ноќта кон понеделник и во понеделник предпладне се очекува врнежи од дожд, а на планините снег. Во понеделник ќе дува умерен до засилен северен ветер и опаѓање на температурите. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.